Младиот светски шампион во бодибилдинг, штипјанецот Стефан Ѓоргиев, кој живее во Германија, одлучи да одговори на неколку прашања за Хајп Македонија. Ни раскажа за тоа кој колега може да му ја земе титулата, се пофали со личниот прогрес и додаде што мисли за колегите кои го предаваат теглото на OnlyFans. Дали сметаш дека доживеа личен прогрес откако ја напушти Македонија и дали повторно би се вратил да живееш тука? Најпрво од се сакам да нагласам дека имам многу голема почит кон мојата родна држава, затоа што во Македонија започна и мојата приказна, односно на 18 години кога направив мојот прв бодибилдинг надпревар, исто така го победив. Се започна од тогаш, 3 години подоцна успеав да станам и светски шампион во бодибилдинг, иако целото тоа искуство го стекнав во Германија, пак би се вратил да живеам во Македонија затоа што дома си е дома. За кој твој колега од Македонија сметаш дека има потенцијал да ти ја превземе титулата на светски шампион? Сметам дека има многу колеги од овој спорт чии цели и чии амбиции се многу поголеми од светски шампион, затоа што и самите тие вложуваат многу труд и нивните амбиции се значително повисоки како што се и моите, но сепак не би дозволил така лесно некој да ми ја превземе светската титула, затоа што само јас знам ни што се сум поминал за да успеам и да стигнам до тоа што сум го некогаш не сум го ни сонувал. Дали е вистина дека професионалниот пристап кон овој спорт предизвикува проблеми со основната функција на машкиот полов орган? Не можам да дадам конкретен одговор на ова прашање затоа што секое тело, секој организам е различно. Некои луѓе имаат проблеми, некои луѓе и немаат. Се зависи до фазата во која што се наоѓа поединецот. Например, во катинг фазата, односно фаза за подготовка за надпревар, бодибилдинг надпревар, кај некој може да се представи некој си проблем, кога либидото се намалува, но не значи дека е тоа зака за сите. Но доколку лицето правилно ги следи насоките, кои што ги добива од својот тренер, од својот доктор, јас мислам дека не би требало да има некој проблем со тоа. Но како што кажав, секој си е различен и секој има различно тело. Со кои колеги од светот имаш соработувано и од кого си добил совети што уште ти одзвонуваат во глава? Досега имам соработувано со неколку тренери и од Македонија и надвор од Македонија. Најпрво што започнав беше диетата од Боби Овнарски, голем поздрав до него. Доколку него познавате него, тој е исто бодибилдер, кој што во минатото си има надпреварувано. Но мојата приказна започна со докторот, односно Александар Стојменов од Штип, кој што ми го покажа патот кон ова се што го започнав. Откако се преселив да живеам во Германија, исто така стекнав и многу широки познанства со бодибилдери кои што се познати во цел свет. Може би ги знаете Андреј Деју, Брендон Кури, Серио Констанц и многу подруги од кои што исто сум добивал совети. И сум искрено благодарен на сето тоа затоа што денес сум исто така успешен во овој спорт, но како што велат, сето ова е само почеток за во иднина, кој што ќе донесе и многу поголеми успеси. Дали Стефан има конзумирано стероиди? Јас лично немам конзумирано стероиди, но мојата приказна започна на 7,5 години, кога што започнав да вежбам во домашни услови, односно бев прво дене во основна школа. Започнав да вежбам во домашни услови, гледајќи YouTube видеа, кои што ме мотивира да влезам подлабоко во спортот. А исто така, мојот прв протеински напиток, Whey Protein, го пробав на 16 години, затоа што дотогаш мислев дека ако пијам протеин нема да имам деца, која што беше една смешна ситуација исто, која што се потсетам ден денес се смеам на тоа. А исто, приказната со протеинот започна кога го добив на giveaway, кој што беше организиран од Стефан Спирковски, голем поздрав до него. Едноставно, тоа беше самиот почеток, каде што започнав да се занимавам малку по-професионално со бодибилдингот. Што мислиш за колегите кои совршената форма ја постигнуваат само со стероиди? Совршена форма само со стероиди не може да се постигне затоа што пред се најголема улога играат исхраната, тренингот и спиењето, односно одморот. Доколку тие три работи не се изработуваат 100%, човек не може да добие совршена форма. Може да добие нешто, но тоа ќе биде многу подалеку од посакуваното. Исто така имам респект за сите тие колеги што користат такви субстанции, односно стероиди, затоа што и самиот знам што значи
да дадеш се од себе, да ја постигнеш таа форма. Пред се, како што кажав, не игра улога од само стероидите, туку исхраната, тренингот и одморот, затоа што без режим на исхрана, без режим на тренинг, без доволен одмор, не може никој да постигне таа форма. Што мислиш за твоите колеги кои своите згодни тела ги продаваат на OnlyFans? Дали би ти подлегнал на нешто такво? Не мислам за тоа ништо и не го почитувам тоа, затоа што тоа е еден вид на греф, за кој што ќе зборувам понатаму, а пред се, секој си е различен, секој си го живее животот онака како што сака. Јас лично не би подлегнал на такво нешто, зашто, како што напоменав, тоа гледам како еден вид на греф кон Господ, а пред се греф на самиот себе си, кој што никогаш во животот не би можел да си го опростам. Кои се твоите планови за во иднина, каде се гледаш себе си за 5 или 10 години? Дали веќе имаш поставени јасни цели? Моите планови за во иднина се следниве. Најпрво се би сакал да ја освојам IFBB Pro картата, односно тоа е карта кој што секој бодибилдер се бори за неа и му е сон да ја освои. Најпрво се би сакал да ја освојам неа, а кога ќе освојам неа, мојата следна цел е да победам и професионален надпревар кој што ќе може да ме квалифицира за Мистер Олимпија. За оние кои што не знаат, Мистер Олимпија е најголемата бодибилдинг сцена во цел свет, па со напорна работа се надевам дека еден ден ќе го достигнем и тоа. Каков ти е љубовниот статус и дали можеш да издвоиш 3 најубави девојки од македонската сцена? Моментално сум сингл, ама се уште не брзам, уживам во животот, пред се цел во животот ми е да направам кариера, но сепак, како што велат со тек на време, доколку дојде правата девојка, не би рекол не, никој не би рекол не, односно девојка која што ќе ме поддржува во тоа што го работам и ќе биде таа што ќе каже, тоест што ќе сака да успеам уште многу повеќе. А за 3 најубави девојки од македонската сцена би ги издвоил Лупка Митрова, Барбара Попович и Маријана Станојковска. Сите се неверојатни и убави на свој начин, блескаат не само со убавина, туку и со талент. Твое искрено мислење за експанзите на онлайн тренери кои не се на нивото на кое треба да ги донесат своите клиенти. Денес живееме во време кога речиси секој втор човек после 2 месеци вежбање во теретана става онлайн коуч или онлайн тренер во своето Instagram био и се представува како професионалец, а кој пред се нема никаква едукација. Затоа немам почит, но доколку и самите ние ги познаваме тренерите што се во Македонија попознати и кои што имаат видливи резултати, искрено им се восхитувам на самите тие, затоа што го вложуваат своето време правилно и својата едукација правилно. Исто така можам да напоменам дека некогаш сум се и мотивирала од самите тие, така да тоа е мојот одговор. Слушнавме дека знаеш да готвиш, што најубаво знаеш да сготвиш и кое ти е наомилно јадење? Да, сакам да готвам, односно најдобро знам да сготвам протеински палачинки за кого што мислам и сум сигурен дека ги правам професионално, пред се многу вкусни. Исто така знам да готвам и други јадења, секако готвам сам 6 години, се грижам околу мојата исхрана и мојата диета, односно мојот режим на исхрана сам. Најомилно јадење ми е шпагети болонјезе со многу месо. Мислам дека тој оброк кај мене не би можел ништо да го замени.